Не смеете да се играте со фондот за пензиско и инвалидско осигурање. Во пензискиот систем не смее да има покачување ад хок. Тие секогаш мора да бидат по формула. И затоа мојот предлог е да се интервенира со мерките на социјалната политика, на тој што му треба да му се помогне. Пари никогаш доста, ама да се заштитат пензионерите со ниски примања. И затоа се третира како пензионерско семејство. $5,000 зголемување на пензиите, знаете колку пари е месечно? Колку? 33 милиона евра, скоро 33. На годишно ниво, знаете колку е? Скоро 350 милиона евра. По 33 е 12 пута 33 колку? 330 и 60 и 66 390. 400 милиона. 400 милиони евра. Пола милиарда. Сега да прашам, во овие 5,000 треба да има, се извинувам, значи фризурата од со каци бев, не ми е добра. Тука ќе добие $5,000 и оној кој што има $60,000 пензија. Да. Значи, предлогот што го давам јас, сум бил министар за труд и социјална политика. Не смеете да се играте со фондот за пензиско и инвалидско осигурање. Знаете талентиве од каде ќе ги нашле париве? 340 милиона. Од каде? Ќе го сменале законот, вториот пензиски столб што издвојуваат сите, ќе го кинале и тие пари да ги префрлеле во првиот пензиски столб. Како ќе го направиш? Тие се пари лични во вториот пензиски столб. Договори се подпишани. Значи како ќе направиш тоа? И ја не верувам таму да има повише од 2 милиарди евра. Тоа значи дека ќе имаш за колку? За 5 години. И после? А ти кој ќе мрднеш овде 1 милиметар во фондот за пензиско на 20 години тие, од таму имаш ти полициски пензионери кои се на 55 години, 57 години пензионирани. Имаш луѓе кои што имаат долг век на живење. Ти сметај дека него треба да го плакаш наредни 30 и кусур години. Што не е играчка. Ние ќе дојдеме, зашто ја правевме таа реформа во пензискиот систем за вториот пензиски столб? Зашто беше пресметано дека отприлика јас бев 2005 година министер, дека отприлика за 40 години, тоа значи за 20 години од сега ние ќе дојдеме колку буџет имаме, толку пензии треба да се исплаќаат. Значи таа реформа се правеше ради тоа. Во пензискиот систем не смее да има покачување ад хок. Тие секогаш мора да бидат по формула. И затоа мојот предлог е да се интервенира со мерките на социјалната политика, на тој што му треба да му се помогне. Пари никогаш доста, ама да се заштитат пензионерите со ниски примања. И затоа се третира како пензионерско семејство. Што тоа значи? Имаме два пензионера, имаат пример $45,000. Едниот има 25, другиот има 20. Починал тој од 25, останува овој со 20. Што тоа значи? Му додаваме 5, да има 25, затоа што трошоците му се фиксни. Исто грејење треба да плати, иста ѓубретарина, исто за вода треба да плати. Сабајле шолјата кафе да свари, дали за една шолја или за две, исто струја троши. Да. Манче кој ќе прави, дали ќе бидат 2 чини или ќе бидат 4 чини, па тоа е готово исто. Значи само разликата малку е у лековите, другото готово сите. И затоа ги гледаме како пензионерско семејство. Од друга страна, од социјалната политика, може сега ќе имаш, утре може ќе немаш. Може се 10 војни, може све. Ти лесно е да го оптеретиш фондот. Како после ќе намалуваш пензии? А кога со мерките на социјалната политика, значи влегуваш и излегуваш, а ти да качиш на сите по $5,000, нема проблем. И тие што земаат 60,000, тие ќе добијат по 5,000. Двајца пензионери по 50-60 ќе добијат $10,000 плюс. Само едно сега прашањето ми, а они ќе ги собираат парите од вториот пензиски столб? Со закон да ги префрлеле сите. Ама тоа се приватни пари, не може тоа ни како тоа? Абе ти од држава Данска се може. Ама тие се и со договор првен помеѓу кој е во вториот, кој банки беа? НЛБ? Ова информации се од нивни извори, комерцијална. НЛБ и комерцијална. Да. Они имаат подпишано договор со кого? Со пензискиот. На тие пари и така натаму. Значи они ги оплодуваат тие пари. И тоа беше ваш проект? Од кај нив, тоа беше реформа која гуреше Светска банка. Пред мене Јовоман Скијевски е водев, па ја завршив, значи таа не е играчка таа работа.
Башка проект на Светска банка. А во цел свет така функционираат пензиските Има фондови. 3. Ние требаше и третиот да го развиеме пензиски столб. Тој третиот беше доброволен. Доброволен. И што се случи? Тој третиот работи? Застана тој. Што успеало кај нас? Што ќе заврши до крај? Ќе дојат вака, ќе ти речат, ајде, ќе даеме пари, нема проблем. Добро, колку е голема опасноста за пензискиот фонд, имајќи предвид дека во Македонија имаме се помалку работоспособно население кое што се иселува. Имаме пад во наталитетот, се помалку деца се раѓаат. Кој 350 милиона годишно да треба плюс да даде пари. Пресметајте. Ама 336 сме пута 5000 ќе видите колку пари. Ние сме во битка, мислам во една битка кај што 75 се евра намалува месечно. бројот на работоспособно население кое што е вработено у приватен сектор, расте државната администрација, расте расте бројот на пензионери пошто Дефицитот у фондот за пензиско се зголемува како резултат на постоење на вториот пензиски столб. Тој и така имаше дефицит, меѓутоа е предвиден дефицит бидејќи сега сите пари не одат у првиот пензиски дел, одат и во вториот и сето тоа се покрива од буџет. Ако ти уште зголемиш за 340 милиона, он може да кај ќе ги наште И парите? зашто у Македонија никој од политичариве не се занимава со ова? Зашто никој не го зборува јавно на дебата? Зашто се оди со гол популизам, со знамето, името, Ма народот си сака популизам. Европска унија. Не сака знаење, сака популизам. Шо му е убаво? 5000, добро, 5000, терете 5000. Шо ти кажам? Има многу поздрав од гледачите за тебе, Акимовски. И едно прашање. Да. Често дека тоа прашање го поставуваат, дали сега Стефче Акимовски ќе се приклони кон ВМРО-ДПМН? Не, ни случајно. А зошто би се приклонил? Па не знам, денеска Христо Мицевски ве протолкува дека сте му дале поддршка. Ха-ха-ха. Тоа што сте ја поздравиле победата на Гордана. Да. не ви честитавте. Толкува дека Он толкува дека вие сте кажале вашите гласачи да гласаат за Силјановски. Шта се баби хтило, тоа се снило. Па добра баба за да. Има повеќе на Тоа нема да го доживе од мене. Баш кај ја ни случајно нема да повикам. Нема шанс. Нема да повикате за никого да гласаат оние кои Ја што да ве повикам поддржаат? за да гласаат за неговиот кандидат, тоа шанса нема теоретска, да не си прави бајрам со паметот. Значи нема да се приклоните кон ВМРО. Пак може бил под дејство на алкохол, кој го кажувате. Па не знам, беше. Па сега, ја не сум крив, ја не ги валкав зборовите, гледате ви, искочив си кажав, изгубив изборите, со среќа нека му биде на тој што води, потпуно трезен. Сега он што искача пијан, ја не сум крив. Треба да водиш држава, не знаеш да се носиш со победата, јас можам да се носам и со победата. Сте ме виделе мене кога сум победил да сум пијан? Не можам да разберам. И сега што треба? Да кажам, види, не беше пијан. А кој кој зборуваше? Кој ги валкаше зборовите? Ја или он? Събирайте се таков премиер, супер вие. Само да не ми биде пијан секој ден. Па добро се. Имавме ни еден таков премиер. Да, сме живи и здрави. Затоа сме до тука. Така е. Ја што било моето сум го направил. Еве имам исправка Мицкоски во подкаст, некој не знам каде рекол дека нема да се укине втор столб, парите ќе ги најдел од буџетот кај што имало ставка друго. 300 друго, ајде пресмете, кај ти е? 390. Колку е? 390 милиони евра од буџет 5 милиарди евра. Значи 336 пута 5000 или 75 евра е тоа од прилика, помножи да видиш. Виж колку пари е. Толку е, толку. И, знаеш колку се тоа пари многу? А Чебрен и Галиште треба 600 милиона евра да коштаат. И ние бараме некој друг да не го Значи гради. за година и пол Чебрен и Галиште ти се покриени. Ама ние сакаме како народ, Чебрен сега тоа нешто таму ќе се гради. Да, бе, пензиичка. Дај бе 5000 денари. Јас пак ќе кажам, треба да се сапортираат на ниските пензионери, да можат луѓето да обстанат. Тоа е решение. Второ, сите права во пензискиот фонд ги влечеш од тоа, колку си вложил во него. Значи, колку ти години на стаж си поминал и колку придонес си платил.
И натаму сите права до крајот на животот ти ги влечеш врз основа на тоа колку си ставил години и придонеси. Не може некој да дојде да ти каже не може сите ќе имаат исто. Исто со оно што има 15 години стаж.